Science at Fate е пример за студентска иницијатива која што има прерасната во успешна приказна во меѓународен конгрес, прв меѓународен конгрес на техничките факултети во Македонија. Почнува 2020 година како онлайн настан кој што прераснува во пример кој што ги поттикнува младите студенти на техничките науки и инженерството да се вклучат повеќе во истражувачките дејности, да издвојат време надвор од класичните предавања и дојдат на конгресот, запознаат луѓе кои што се веќе познати и издржани во својата професија, да се спојат со други студенти од Македонија, сега и целиот регион, односно Балканот, но и да се запознаат со фирми кои што се директно во индустријата. Значи, Science at Fate во кратко представува спој на академијата, индустријата и науката. Најавена е богата програма и богата агенда за овогодинешното издание на Конгресот. Што содржи агендата? Агендата содржи теми кои што опфаќаат од авиација до машинско учење, енергетика, енергетска транзиција, кибербезбедност и клучот на дигиталната доверба. Вклучува предавања од професори на нашиот универзитет, но и некои регионални, вклучува панел дискусии кои што се баш директно спојот на сите битни играчи во инженерството, кои што се важни особено за студентите да слушнат нешто ново, да прашаат, да се запознаат. Вклучува и работилници кои што се еден од клучните фактори кои што ќе ги одржат нашите спонзори. Работилниците вклучуваат развивање на техничките вештини кај студентите, но и оние soft skills, односно HR speed dating или пишување CV и слични работи кои што во минатото се докажаа како доста продуктивни и барани од студентите. Имаме и меѓународни предавачи кои што ќе дојдат од Хрватска, меѓу кои ќе представат нова соработка на Еразмус, преку Еразмус размената со нашиот факултет. Кој се може да учествува на овој конгрес и на кој начин може да се пријават заинтересираните? Главната таргет група се студентите, нели, од Македонија, но и пошироко, бидејќи е меѓународен конгрес, но отворен е и за луѓе кои што веќе се во индустријата, кои што работат, за луѓе кои што имаат интерес од техничките теми, но не се во таа бранша, но и за средношколци, бидејќи во апликацијата стои простор да се пријават и други луѓе. Имаме учесници кои што не се само студенти и може да се пријават или преку веб страната на FSS Fate или на Instagram профилите, кај што ги има линковите до апликацијата и пријавувањето. Така, и овде еден повик до сите заинтересирани што сакаат да се пријават што поскоро. И за крај на нашиот разговор, колку младите сакаат да студираат на техничките факултети? Има ли интерес? Па мислам дека интересот годините покажаа дека е доста голем, станува се поголем и поголем. Минатата година имавме доста нови студенти на факултетот. Секоја година се повеќе и повеќе млади се насочуваат кон техничките науки, дали е тоа само програмирање или инженерство, но сметам дека интересот е голем и тоа го покажува и овој конгрес кој што секоја година има огромен интерес кај студентите да се пријават, да слушнат нешто повеќе, да научат нешто повеќе и да се вмрежат со луѓето од индустријата, академијата, но и со своите колеги. Дамијан, ви благодарам за гостувањето во Македонија наутро и ви посакувам успешен конгрес. Ви благодарам.